Благодарам, председателе. Почитуван колега, јас сам еден од ретките пратеници на ВМРО ДПМН кој што е председател на општински комитет и кој што има деца во училиште каде директорите се поставени од страна на СДСМ. И сакам јавно да ве прашам, бидејќи вие доаѓате од општина каде што локалната власт, бидејќи зборуваме за основно образование, ја има СДСМ. Тука е колегата од Кумано, веројатно, јас сум од Струмица. На врз принцип на кој закон се поставуваат директорите во тие општини? Дали е тоа истиот закон врз основа на кој се поставуваат директорите во другите општини каде што градоначалниците се од ДУИ, ВМРО ДПМН и така натаму? Или пак во оние општини каде што се ваши градоначалниците имаме експерти, иако знаеме кои се тие експерти, бидејќи ние сме мали места, па се знаеме сите до трето колено, а таму каде што е ВМРО ДПМН се плакатари, партиски војници и така натаму. И сакам да ви кажам дека најголемата војска која што ви е во Струмица доаѓа токму од редот на професорите. Има едно село во општина Струмица во кое што има 6 ученици, а има 2 оделенски наставници и еден професор по англиски примени во последните 4 години. Имате 380 вработувања, луѓето им олекна во последно време кога земаа решение затоа што на сите штрајкови протести кои што вашата партија ги организираше, затоа што беа под договор на дело мораа да бидат во првите редови. Имаме снимки, имаме документи и се гледат, ние сме мало место, се знаеме кои сме и што сме. Значи им олекна на луѓето, многу луѓе ми се јавија да го поздрават потегот на владата, да им се даде решение после 2 години. И затоа, престанете да поставувате таква теза. Дали тоа значи дека професорите кои што предаваат на мојата керка во основно училиште треба да се плашат? Или пак директорката која што треба да ја оценува професорката е од СДСМ? Или пак можеби не треба на мојата керка да ја стават петки ако знае? Времето кога по наследство се добива функциите одамна заврша, колега. Тогаш беше во комунизмот, се знаеше кој од која фамилија до каде може да стигне. Сега се стигнува само врз основа на личен успех и така натаму. И затоа немојте да пласирате, можеме да зборуваме околу законот, меѓутоа немојте да пласирате вакви тези. Затоа што јас сум председател на општински комитет, а директорот во основното училиште каде што учи моите деца се од СДСМ. Имаат и петки, и четворки, и двојки, нека имаат тоа што треба да го имаат. И оценките кои што ќе ги добијат треба да бидат заслужени, а не врз основа на тоа кои им се родители, кои им се баби и дедовци и така натаму.